Добар ден на сите. Ја отворам 55-та редовна седница на Советот на општина Чешиново Облешово со дневниот ред. Записник нема од минатата седница, се уште не е изготвен за тоа што беше скоро. Наредната седница ќе добиете 2 записника. Дневниот ред го имате. Дали некој од советниците има предлог за дополнување на дневниот ред? Не, ставам го дневниот ред на усвојување. Кој е за? Благодарам. 7 за. Барање за финансиска помош на Звездички Чешиново. Директорката е присутна. На кратко само едно образложение за ситуацијата и тоа е. Добар ден и од мене. Не знам што ние и претходната седница образложивме и дискутиравме околу тоа. Сега нешто дополнително, ако имате да прашате. Може да прашам само за колку вработување се работи? 6 вработувања. Да. Кои што навистина се неопходни и ако не на се тие ќе треба и објект да се затвори. Значи стварно е неопходно. Добро, директор, благодарам. Некој од советниците дали бара збор? Не, ставам го барањето на гласање. Кој е за? 2, 4. Добро, благодарам. Воздржани? 3. Добро. Значи, барањето е усвоено. Ребаланс на буџет, втора точка. Ребаланс на буџет на општина Чешиново Облешово за 2025 година. Имате материјали и сега овие пари од градинката исто се стајани во ребалансот, познато ви е. Тука имам представник од финанси. Пријатно. Повели Иве. Добар ден. Значи, ребалансот го правиме од причина што имаме зголемување на дотациите, значи приходи од ДДВ, имаме зголемување од 9.328.865 и кај капиталните приходи имаме зголемување од 10.002.739. Сите тие се распоредени по различни расходни ставки, каде што е мало тековна потреба и ставени се тековните проекти што се работат моментално во општината и значи капиталните приходи се ставени кај капитални расходи затоа што тие се строго наменски средства. Сега конкретно ако имате за некое расходно конто да прашате, ќе ви појаснам, овака сега сите да ги кажувам по суми, погледнале сте ги, нема што да одзимам време да зборам 2 сата за секоја точка поодделно. Конкретно ако имате нешто да прашате, слободно прашате, ќе го појаснеме. Добро, благодарам Ивана. Некој дали од советниците бара збор? Сега има тука дополнување, тоа е стајано во ребаланс. Да. Тие улица во Кучино, таа има во програмата. Тие се у капиталните приходи, Добро. значи имаме ние 10.002.739 одат со развојни програми, затоа што дел од средствата ќе ги дадат оваа година, дел 26 и 27. Значи сите тие капитални проекти минатата седница што ви ги чита градоначалникот, да не се нели повтараме, како што се на пример изградба на систем за одведување на отпадни води со коларци, реконструкција на линијски објект Гичо Стојчев, Куччино, Трајан Мицков, Јоаким Крчовски, Прохор Пчински, Спанчево, дел од КП 60 58 57 94 и сообраќаен проект на режим на улица Маршал Тито и имавме техничка документација за пат Облешево Спанчево. Значи сите тие се ставени у ребалансо. Само по 7 одат со развојни програми, затоа што дел од средствата ќе бидат дадени оваа година, дел од средствата ќе бидат 26 и 27 и мора да одат со развојни програми. Иначе сите се ставени у ребалансо и имате и развојни програми поделено минатата седница, значи ќе одат така. Добро, благодарам Иве. Од советниците некој дали има прашање или бара објаснување од финансискиот представник? Не, стам го ребалансот на усвојување. Кој е за? 2, 4, 5. Воздржани? 2. Против нема.
донесен ребаланс со 5 гласа. Трета точка, годишен план за вработување на општина Тишино Облешово. Имате го материјалите, разговараме минатата седница, познато ви е. Тука е Весна, ако може, ако сака нешто малку може да образложе. И оно минатата седница исто објаснува. Повели Весна. Само накратко, годишниот план за вработување се однесува за 26 година, изготвен е согласно методологијата што е пропишена од Министерството за јавната администрација. Согласно таа методологија си е строго пропишен образецот што си врз основа на која е изготвен годишниот план. Значи во секој дел на годишниот план се ставени податоците што се пропишени со методологијата. Кога се изготвуваше годишниот план, значи се поидуваше од моменталната состојба на 16 вработени во моментот во институцијата, од кои 20 се технички персонал, 14 се административни службеници. Тоа е делот 1, тековната состојба. Дел 2, планирани движења на вработени во институцијата за следната година. Тука се две предлози, нема друго. Тука се две прераспоредувања и две унапредувања ставени. Понатаму е планирано намалување на вработените, имаме едно пензионирање за следната година, што треба да се планира согласно тоа вработените што ги имаме. И на крајот се ставени 20 нови вработувања, тоа се слободни работни места, кои што ги имаме предвидено согласно систематизацијата на работни места во нашата институција. Систематизацијата е јавно објавена на страната, можете да ја погледнете. И тука се, мислам, со шифри и со називи на работни места напишани, така да може, мислам, веќе сте и видели и споредили, ако ве конкретно интересира за кој работни места. Добро, благодарам Весна. Дали некој од советниците бара појаснување или? Не, ставам го планот за усвојување на гласен. Кој е за? 2-4. Благодарам. Воздржани? 3. Донесен со 4 за 3 воздржани. Благодарам. Подразно, малку мора да разговараме за минатата седница, на кратко, од моја страна, кој сакате и советниците исто може да забелешка, може да пропусти, имаше од сите страни, но сепак дојде ред да не прозиват и по телевизија да не гледат по портали. Значи, ситуацијата излезе од контекст, тогај што се случи таква работа, тоа сето се предизвика, но една работа што за советниците сите што не е благодарно кажана од страна на градоначалникот е тоа што сме најскапо платени и само за пари дека доваѓаме тука. Тоа кај граѓаните е најпогодно, значи 300 евра вика зимате советниците за неколку минути. Значи тоа е на ниво на Македонија, ние не го измислиме, од друга страна ние сме најсолидарен совет во Македонија. Може да слободно се провере. Значи ние имаме одделено по еден цел паушал месечен за ситуацијата што беше укочени за пожаро, значи по еден цел месечен паушал, плюс за операции секој пат сме давале за деца сите и од джеп, и Сане, и ја, и сите вие. Плюс јас лично мојот паушал повеќе од половината го донирам секој месец, значи фудбал, учифлик, секоја година ги финансирам, порано и теранци кои играше, и за болни, и за погреби, и за се. Значи ние сме со луѓето, значи тие пари не сме само дека да земеме пари и да бегаме. Значи така што беме прогласени дека сме така како испадна како злосторничко здружение дека сме. И стварно на вас на советниците ви се извинам на сите колку сум погрешил на некој. Благодарам, ако некој имате од советниците нешто да кажете, слободно си кажете. Добро, затварање 55-та седница.